Почитувани љубители на културата, уметноста и литературата, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Астрорум. Јас многу се радувам што денес имам посебно задоволство и чест секако да разговарам со еден од моите професори, од кои што ги научив базичните работи за музиката на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Станува збор за врвен инструменталист, џез гитарист, за музички педагог, композитор, а неговото име е Живоин Глишич. Јас нема да откривам повеќе, бидејќи тука сме заедно да откриеме многу повеќе аспекти за него, отколку што знам и самата. Ке му посакам добре дојде на професор Глишич, добре дојдовте во емисијата Астрорум. Јас сакам исто така да го искажам своето задоволство што разговарам со една од моите бивши студентки, која својот ангажман во светот на културата го насочи не само кон музиката, туку многу пошироко, и следејќи ја нејзината емисија имав прилика да видам и да се запознам со многу луѓе за кои не очекував дека Бранка до таму ќе отиде, за да може да навлезе во многу нешта кои не се само музика, туку многу повеќе од музика. Добар ден на слушателите и повелете. Ние многу често се среќаваме и нашите професионални дискусии не се врзуваат само за медиумите, туку и кога случајно ќе се сретнеме, редовно разговараме за тековните нешта во областа на културата, музиката, за проблемите, за подобрување на состојбите и така натаму, но овде сме сега, ако можеме да ве представиме пред пошироката јавност, бидејќи не верувам дека има музичар кој што не го познава вашето име и не слушнал, да се врзе со некоја врвна композиција, со некоја маестрална изведба од наши изведувачи на вашите дела, со вашите музички перформанси како гитарист низ сите овие години, повеќе во минатото, сега сте насочени кон педагогијата, но еве ова е можност да ве прашам, вие релативно доцна почнавте да се занимавате со музика, знаејќи дека децата почнуваат од 6-7 годишна возраст, вие дури на 10 годишна возраст првпат ја земавте гитарата в раце, а влеговте во образовниот процес во средното музичко училиште. Кажете ми, се сретнавте со некој звук што ве фасцинираше, па посакавте да свирите гитара, или имавте некој пример пред вас што сакавте да го следите? Знаете како, луѓето од мојата генерација во главном почнуваа со малски свирки. Беше модерно да се свири, меѓутоа не знам од каде таа желба да свирам гитара, барав да ми купат гитара, ми купија гитара, меѓутоа како мал ја редовно ги следев Сан Ремо фестивалот, сите фестивали кои беа на бивши ИУ простори, и некоја посебна магија привлекуваше тоа што и оркестарот, и джезот, и сето оноа што можеби за таа возраст тоа беше премногу, меѓутоа беше во сфера на моето интересирање и како таков ја понатака и се развива и се профилира практично во преден план како џез музичар, а потоа се друго. А во средно музичко училиште дојдов без подготовка, значи без ниже музичко, без писменост која е потребна и која ја има, а другите кои има ниже музичко. И запишав во подготвителна, бидејќи немаше гитара, Шпато ми рече да земам труба да свирам, и ја, Драган Чеконовски, Шпато би е познате на пошироката јавност, се разбира можеби на постарите повеќе отколку на помладите, меѓутоа тоа беше најголемиот во оваа држава кој по моје мислење беше и заслужен за развој на музичката култура воопшто, и ме рече да свирам труба, и ја така се запишав, почнам труба да свирам во музичко училиште, иако гитарата ми беше примарно нешто. Во гитарата вложив толку многу и во остварувањето на гитарата, не во смисла да свирам рок, не да свирам нешто. Моите истражувања беа насочени кон џезот и мислам дека прв ме откри практично како таков доктор Мето Чепреганов. Гледајќи ме надвор како свириме во мало, ја прчкав нешто, секогаш барав нешто повеќе од оноа што беше основна хармонска концепција на некоја песна, и ме викна дома. Ја тогаш имав 10-11 години колку имав. И знам дека ми даде и помагала литература, ми даде. Ја тогаш првпат видов композиции како што Зерегаца ди Ипанема, бидејќи слушав веќе кај Шпато дома, ја слушав џез доволно со Сидму, со Васко.
И тој процес некако течеше, не можам да објаснам како, не можам да кажам дека ја сакав тоа. Тоа природно течеше, желбата да се освојат некои работи, одеше до таму да ја и кога почнав да свирам навечер, кога ја тезгарев во средно училиште, по кафаните, моите колеги тоа го кажуваа после, додека ние јадевме и пиеме, тој на друга маса решаваше задачи хармонија. И тоа е така, тоа е оној предмет на кој ја најмногу понатака му се посветив, тој го предавам меѓу другото на факултетот за музичка уметност, и тоа е нешто што остана до ден денес за мене примарно и воопшто за било кој музичар основно, базично, елементарно и најважно. Вашите први фасцинации беа, рековте, од джезот и најмногу се задлабочивте во него, откривавте во него, меѓутоа почетоците професионални, кога велам професионални, мислам на вработување, беа во Народниот оркестар на Македонската радио телевизија, многу кусано потоа во биг бендот. Вистинското место се чини за вас, каде што имате еден комплексен звук, но фолклорот некако остана во вашето пак класично творештво. Тоа провејува и вие сте многу успешни. Да споменеме еден комплексен проект што го направивте за Перекс ансамблот, за удиралки, потоа пијано композиции. Симон Трпчевски, мислам дека на голема врата го врати македонското творештво, она атрактивното и на меѓународната сцена, Прелудиум и Пајдушка и така натаму и така натаму. Дали тогаш прв пат се сретнавте со македонскиот фолклор или и пред тоа датираат допирите со него? Сакал или не сакал, со оглед на тоа дека почнав да свирам по кафаните. Мислам, свирев со извонредни музичари, тие денеска не се меѓу живите. Тие сите беа некој од Народниот оркестар, некој од биг бендот, тогашната Македонска радио телевизија или радио телевизија Скопје. И како да ви кажам, вие го дишете тоа едноставно. Вашиот начин на размислување не може секогаш да контролира се оноа што ќе влезе во вас и што вашата музикалност ќе го спои со вас, со личноста и со сето оноа професионално што понатака треба да се спои во однос на усвојување знаења, промовирање на тие знаења и спојување на тие знаења со фолклорот. Така да свирев како дете, мислам, ја почнав. Знам дека прво снимање беше со Јонче Христовски на една фарма, не знам како беше. Потоа тука беа Бадев, Сариевски, со кои имавме и турнеи, не можам да ги набројам сите имиња и бардовите на македонската народна песна, меѓутоа тука се изведувачите, да почнеме Благоје Десковски, Тале Огненовски, Кочо Петровски, да не ги набројувам. Тоа е плејада на сите оние кои ја поставија македонската народна музика, македонскиот фолклор, направи нозе и човек, сакајки или не сакајки, учи од тоа. Моќта што ја имате ви возможува да се справите со тоа, можеби и многу полесно отколку што тоа изгледа. Навидом изгледа лесно, меѓутоа всушност следење, усвојување на фолклорот е една посебна работа која е исклучително проблематична и тешка со оглед на тоа дека вие ме прашавте преска дали имав некој идол, дали слушнав некој. Па да, слушав Барни Кесел, слушав Джим Хол, слушав понатака Џо Пас и не знам кого уште од оние најголеми гитаристи, и сега одеднаш фолклор. И иако многу од моите професори се занимаваа со таа материја, никој од нив со сигурност не тврдеше дека е спојот на класичната музика, во оној потесен смисол на зборот класична, фолклорот и джезот можно. Не од инаед, него затоа што сметам дека е тоа спој кој произлегува од истата основа, од Јохан Себастијан Бах. И не можете тоа да го избегнете. Само е прашање на кој начин сте успеале тие процеси во однос на жанровите и на стиловите да ги усвоите, затоа што сите се со исклучително сложени професионални, мелодиски, естетски, занатски проблеми, мелоритмички. Ете, вие сте фолклор, вие сте завршиле, сте дипломирале фолклористи, магистрирале, сте докторирале, знаете колку е сложена таа материја, а спојот со джезот и со класичната музика е по мене нешто што е процес кој е за мене природен.
може би некого би му било чудно, меѓутоа јас се најдов во тоа и се што направи практично имаше доза на фолклор, доза на джез и доза на така наречена сериозна музика, зашто не можете без занаето да работите ништо. Ако сакаме да разговараме за оној сериозен пристап со кој треба да професионален музичар и понатака професор со кој треба да се занимава. Потоа ќе се навратиме на вашиот професионален пристап и поимање на музичката педагогија и се, но сега да одиме хронолошки. Редот не води кон танцовиот, ревискиот, биг бендот на македонската радио телевизија. Жално е што ќе зборуваме во минато време, иако постојат заложби да се возобноват овие оркестри, јас исто така сметам дека еден национален сервис не смее да се замисли без вакви ансамбли, но сега ќе ве замолам да се потсетиме на важноста на овие оркестри и на значењето за сеопшто за културата конечно. И тој недостиг од вакви оркестри не донесе до тоа да имаме само два професионални големи оркестри, Македонската филхармонија и оркестарот на Македонската опера и балет и некои мали камерни ансамбли, а третиот столб беше Македонската телевизија. Кажете ни за светлите моменти, како дојдовте во тој оркестар, со кои имиња соработувавте, го споменавте Шпато, неминовно. Знаете како, кога слушнав 2000 и не знам, втора, трета, кога рекоа дека биг бендот не постои веќе, ми потекоа солзи на очи. Практично, мојот стремеж секогаш беше да бидам джез гитарист и да бидам аранжер во биг бендот. И ја тоа го остварив со голем ангажман, со многу работа, искрено да ви кажам, меѓутоа прв пат кога стапнав, прв пат снимав кога имав 18 години, прв пат снимав со биг бендот, тој тогаш снимаше во Песталоци, во аулата на школата Песталоци, и имав чест да ме поканат, бидејќи гитаристот кој беше актуелен тогаш, кој работеше во биг бендот, беше или зафат или нешто, не знам што беше со него, па ме викнаа, иако мене практично знаеа дека учам музичко училиште и дека свирам труба, меѓутоа музичарите веќе ме знае и веќе бев етаблиран како човек кој е, да кажеме, во прва лига на музичкиот свет, како инструменталист, како гитарист, и влегување по диригентската палка на Шпато, понатака Александар Джамбазов, и се редеа диригенти кои како гости доаѓаа во биг бендот. Не знам како да ви кажам, тоа за мене беше втор роден ден. Сте седнале во биг бенд, звукот сте го почувствувале, тоа не се опишува, тоа е нешто што треба да се почувствува, тоа е магија која е ненадмилива и ден денес со жалење можам да кажам ја учествува во еден елаборат кој се правеше пред неколку години за враќање на музичката продукција. Тоа е богатство кое се врзува не само со музичката култура, туку што со културата на државата, затоа што ја викам културата е скапа работа. Меѓутоа не културата е уште поскапа работа. Се оноа што е пропуштено со немање на тие оркестри, се оноа што остави дупка во развојот на музичката култура, нема пари што може да го пополнат. Навистина препознаен ансамбл во рамките на цела Југославија, а какви беа стандардите и почита можеме многу јасно да прикажеме со самото тоа што Македонската радио телевизија имаше своји фестивали, Скопскиот фестивал, народните фестивали и дури детскиот фестивал Златно славеќе. Вие ни свиревте, бевте придружба, па какви се денес фестивалите, можеме да заклучиме каков бил третманот, улогата на овие оркестри. Да не зборуваме за студиото М2, кое што сега седи празно, вистинска штета, сите велат дека е тоа еден објект кој што ги задоволува светските стандарди и така натаму, жално. Можете ли да ми кажете на кои творби во дадени периоди посебно се гордеете? Ете во можеби некој аранжман за танцовиот оркестар. Јас се сеќавам за едно дело мене лично што ми се допаѓа, гитаристот Дарко Багевски го изведе, ваше дело со симфониски оркестар. Наградувани сте со стручни награди, признаени сте во фелата, но
еве лично вам, што ќе ви остане како гордост или можеби делото се уште не е создадено, бидејќи затворец нема ниту пензија, ниту години, ниту младост, ниту старост? Па вака, ја би почнал со Раденци. Јас сум едини македонски композитор или аранжер, како сакате, кој во Раденци доби награда. Тоа беше смотра на бившите ЮГО простори, на биг бенд оркестрите од бившите ЮГО простори, кај што практично се промовираше се од творештвото од таа област, од джезот, разбира. И имаше една тема која беше зададена како обавезна тема, ја работеа сите и само таа се наградуваше како остварување. Музичките уредници на тогашната Југословенска радио телевизија одредуваа кој ќе добие таа награда. И една година се работеше тема со Маки сум се родила, ја добив таа награда. Ја едини ја добив. Значи, иако се разбира, трудовите на сите мои колеги, постари и помлади понатака, беа во сфера на интересот на аудиториумот во Раденци, некако се погоди, се совпадна на предлог на радио телевизија Загреб, на еден од најголемите пера во джезот Младен Мазур, и потврдено после од другите уредници на Југословенската радио телевизија, тогаш ја добијав таква награда. Наградите и признанијата, мислам, добивав, можеби сум најнаградуваниот во државата. Во сфера на популарната музика, во сфера на народната музика или новосоздадена народна песна, па добив отприлика околу 23 награди. Награда за најдобар аранжман. На детските фестивали исто така. Значи, знам од Калинка, од Гевгелија, од не знам каде, уште имам 2-3, исто во сфера на аранжирањето. Понатака, вие го спомнавте Дарко Багевски, тоа беше концертино за електрична гитара и симфониски оркестар. Тоа беше академски труд на композиција, бидејќи ја завршив и теоретски композиција во класата на професорот Томислав Зогравски. Тоа ми беше на 3-та година труд. Нормално гитара како инструмент предизвик за секој едно што го свири и почувствував од друга страна знаење да тоа можам со симфониски оркестар да го направам. Дарко Багевски тоа извонредно го направи. Тој го свиреше со класична гитара која беше озвучена и беше многу интересна комбинација. Другите награди не знам, ако треба да спомнам дека сум добила награди и на Ромскиот фестивал, на Шутка фест добив награда за најдобар аранжман. Ако треба да спомнам дека сум добила награда за остварување во сфера на војничката музика. Значи, една година имаше фестивал требаше да напишеме чекорница, современа чекорница, оригинална чекорница за оркестарот на македонската армија. И учествував на тој конкурс и добив исто така прва награда. Исто така и тоа е многу сложена формација за пишување и многу специфична да пишувате марш да напишете за воен оркестар. И сега ја не можам да се сетам награди кои се добивани од Сојузот на композитори и од сето, можеби и не е толку, вие спомнавте повеќе работи за кои човек треба да седне и да поразговара, можеби во некоја друга прилика малце повеќе. Наградата ви е едноставно кога вие сте задоволни од она што сте го направиле. Не морам ја да добијам награда. Тоа што јас сметам дека професионално сум го направил добро, може и да не добијам награда. Меѓутоа јас сум задоволен исто како да сум награден. Посветеноста кон сите тие жанрови, оноа се гледа во сето тоа што се разбира. Наградите се награди, меѓутоа јас сум среќен што сум успеал да дојдам до тоа ниво да можам да се справам со сето оноа. Има композиции кои, например, ако ви ја пуштам композицијата, вие никогаш нема да помислите дека тоа јас сум го напишал. Тоа е композиција за флейти и удиралки која ја свиреше Ив Пјерар, тој е еден од најголемите флейтисти тогаш и ја свиреше на Загребско биенале, на кој учествуваше Прошев, учествував ја и не сум сигурен можеби и професорот Властимир Николовски. Само ние тројца учествувавме. И имав извонредни критики, при што Станко Хорват, професор и декан на Музичката академија во Загреб, ми кажа: "Ви сте то так само слушали и написали?" "Да", викам, професоре. Вика, "Ова е авангарда, меѓутоа авангарда со музика", вика. Што за нив не беше потребно да ми ја дале да биде со музика, затоа што знаете што, во таа авангарда на Загребско биенале
учествува луѓе, таму се запознав со големи светски имиња во светот на таа авангарда. Меѓутоа, кој ќе видите Маурицио Кагел, Лигети, не знам кого уште да ви спомнам, тоа се композиции во чија партитура имате удирање во тепих, удирање во тенџериња, во истурање вода во пијано и не знам што, и сето тоа треба да представува практично една авангарда. Тоа е еден тренд кој во одреден период се појави како заситеност на се оноа што беше тонално и во проширениот тоналитети се појави во светски рамки тој тренд. Меѓутоа не заживеа, се разбира. Тоа и атоналниот принцип останаа само како нешто што можеби како ефект може да се појави некаде. Се повторно се врати на тоналитетот и на природата едноставно. Сега кажете ми, го споменавте педагогот, композиторот, еден од еминентните корифеите на македонската композиторска школа, Томислав Зографски, вие сте негов студент. Колку можеше тој да влие на одјањето на вашиот личен израз, или веќе го имавте пронајдено, се имавте профилирано дека тоа ќе биде джезот, класиката со фолклорот како инспирација? Колку тој можеше да влие како педагог, или дали сакаше воопшто, или само ве насочуваше? Тој своето влијание го изврши врз основа на проценката на мене како личност, како музичар, како музикалност и како потенцијал во композиторската насока. Тој знаеше точно да дозира што ми требе и колку ми требе. Во ниеден момент тој не напиша ни една нота за да ми покаже како требе. Ако требеше, јас се враќав 50 пати додека не дојде оноа што треба да биде. Меѓутоа, начинот на кој тој приоѓаше кон сето оноа што беше во сфера на моето интересирање пред се джезот, ние така и се запознавме практично. Тој ми предаваше контрапункти оноа што го напишав на часот на испитот по контрапункт, за него предизвика големо внимание, затоа што направив одговор од секој тон на зададена тема. Што му беше чудно, и ја тоа хармонски го објаснив сето тоа му го објаснив хармонски, и тој ми рече дека би требал да студирам композиција и да размислам на таа тема. Ја размислив и му се обратив. Прво наше заедничко слушање беше Zingera Limited. Тоа се четворица пејачи, тоа е една жена, женски вокал и тројца мажи, во кој е еден аранжер од нив. Во тоа време Шпато ги доби од неговиот другар Нино Ципушев и искрено да ви кажам, паднавме во несвес. Тоа е нешто што вака, мислам, најнарод ги го кажав, меѓутоа беше страшно да се чуе Zingera Limited, кој пеја джез, меѓутоа таков вокал, таква интонација, таков стил, таква естетика, беше непоемливо до тогаш. Ја не сум чул, ние слушавме до тогаш и Golden Gate, слушавме и други квартети, вокални групи, меѓутоа ова што се појави и за Шпато беше исто ново и практично свати колку сум ја влезен во сфера на хармонијата. Значи со хармонија никогаш не расправавме. Со професорот Зографски му беше јасно докаде сум со тоа. За оноа за што разговаравме најчесто беше негово усмерување на одредени елементи за кои сметаше дека треба да се доработат кај мене. Во смисол на форма, во смисол на профилирање на тематски материјал, во смисол на разбивање на симетрија во пристапот, во смисол на одредени постапки кои контрапунктски требаше да бидат изразени, и тој контрапункт практично не е можен ако вие не владеете со хармонијата. Тоа е една работа која не знам кој како ја сваќа, во секој случај морате прво да се справите, да научите теоретски, да научите сите занатски особености, стилски, затоа што таа се развива во различни стилски периоди. Не знам дали знаете дека не вие, него слушателите, сакав да кажам, дека на светот му беше потребно 800 години да дојде до Јохан Себастијан Бах. А Бах представува централна фигура во развојот на музичката култура, во понатамошниот развој на хармонското мислење, теоријата за хармонското мислење. И сите тие постапки човек треба да ги свати, да ги усвои како начин на мислење, понатака да ги прошири во проширен тоналитет, а тоа е преку джезот и преку сето оноа што ни го понудија понатака Стравински, Прокофиев, Штосаковиќ, Барток, плејада на овие најголеми имиња ги спомнав, овие четворица, за да можете да оперирате и да работите со сето оноа што ви е потребно. Сето тоа преку слушање, нормално, многу слушање музика,
со Зографски многу слушавме музика, меѓутоа не ја слушавме заради кафето, туку заради аналитичкиот пристап во целата таа материја. И тоа е нешто што кај мене остави и кај него остави впечаток за мене и кај мене, кај професорот Зографски, затоа што тоа познавање што тој го имаше во таа сфера, не сум сигурен дека на таков начин и со таква концентрација и моќ го имаат другите. Како го доживувате целиот овој галиматијас и на сцената, музичката сцена, и во музичката педагогија, и општо во културата, иако и таа тема на самиот почеток ја зачнавте. Не е ништо чудно што овдека има интерес за џез музиката. За тоа не придонесува само популарноста на џез фестивалот, туку споменавте Шпато, корените, оркестрите во Македонската радио телевизија, успесите на меѓународна сцена и претходно. Секако придонесува и ова што некои млади луѓе се вратија од Грац, од Беркли. Значи, ние имаме многу млади луѓе што за жал не се вработени. Да постоја оркестрите во Македонската радио и телевизија ќе беше секако подобро и за нив, а и за нас ќе имаше систем, еве така наречените ЗДЖМ, Сдруженијето на џез музичари, таму има навистина прекрасни музичари. Како се тие сега во институциите, а институциите се помала интересот да се изучува композиција, се помала интересот да се изучуваат другите жанрови низ призмата, односно онака како што единствено мора и треба преку класичната музика и освојување на овие стандардни дисциплини. Зашто имаме многу музичари што мислат дека преку современата музика ќе можат во текот на кариерата да дознаваат што е тоа солфеж, што е хармонија и така натаму. Па вие кажавте многу работи. Меѓутоа, самиот збор современост е многу дискутабилен. Под современост некој подразбира слобода, а под слобода треба да подразбираме хаос или треба да подразбираме нештата што се врзуваат за одреден систем и слобода во рамките на тој систем. Значи, кога разговараме за тоа, многу од луѓето промовираат дека свират џез, меѓутоа, за жал, тоа е превара. Не е убав зборот, меѓутоа е вистинит. Не можам професионално поинаку да се излам. Не можете да направите авангарда во џезот. Авангарда во џезот беа Майлс Дейвис, беа Вейн Шортер, да не набројувам плејада на имиња кои во пристапот во современоста, на самиот збор современост представува усвојување на сите дисциплини, естетски, стилски, од претходните овие периоди, нели, барокот, класицизмот, романтизмот, и тоа самите го кажуваат, и Чик Кореја на своите предавања, кои случајно имав прилика да ги слушам на интернет, класичната музика става во преден план, сакале или не сакале, тоа е тоа. Значи, морате да го усвоите како постапка, како начинот на, не да го усвоите како теорија, туку да го усвоите како начин на мислење, со својата музикалност да го усвоите и да можете да го презентирате на начин на кој, дали како изведувач или како композитор, ќе можете со тоа да се справите. Во секој случај, што е современост? Сето тоа и плюс вашето ментално проследување и давање од себе оноа што како вие, како мојк, како музикалност, како интелект музички, и како се оноа што го усвојувате естетика, можете да го промовирате како ваше ментално проследување во изнесување на некаква нова музичка материја. Прашањето на сваќање е многу дискутабилно кога разговараме за тоа кој колку сака да учи или не сака. Тоа што некој почнува да промовира некакви поедноставни и полесни работи, тоа е, мислам, исто така многу спекулација голема и за тоа не треба човек да се залажува. Се знае како може. Човек треба да свири, да ја покаже својата музикалност прво како изведувач, како свирач викам вака. Може би грубо звучи, меѓутоа у Русија викаат музикант. За највисок степен на музичар тие викаат музикант. Мора човек да го поседува сето тоа внатре, да го надгради со сето ова за кое зборам, слухот да го надгради, со усвојување на сите оние дисциплини кои од едноглас, двоглас и триглас може да ги чуе, да ги препознае, значи да го развие до ниво на хармонски слух, за да може после да се занимава и со џезот. Вие не можете да свирите џез, тоа е оноа во кое некој се својата современост сака да ја промовира. Без сите овие законитости не можете да бидете современ. Тоа е само нешто што го наметнувате на некој слушател кој
А тие ги има многу, можете да ги преварите како сакате, он не знае, не разбира ништо. Али вие не можете кога разговарате со уметници од надвор кои тачно знаат кој тон припаѓа на која хармонија и кој тон каде му е местото, како функционално тоа треба да биде изведено, кои се правилата и законитости за одредени жанрови и стилови, кои ја прават естетиката, во кој домен и како тоа се мора човек да го совлада за да може да каже овие дечки кои се вратија од град. Мислам, ја ги дочекав со огромно задоволство, да ви кажам. Ја учев сам. Илија Пеевски имаше прилика да отиде 6 месеци во Беркли, го пратија во тој период. Ја имав исто можност да отидам во Беркли, меѓутоа тогаш беа други околности, ја купував стан, не знам што, имаше 300 чуда и не отидов во Беркли никому ништо. Остана тоа, меѓутоа сам се образував и вложив навистина многу напор за сето на денешните генерации, овие кои се вратија од град, тоа се извонредни музичари. Ја свирам со нив кога имаме прилика да свириме и дури на факултетот, двајца од нив предаваат, ние заедно ќе се собереме и свиревме на факултет и направивме еден концерт тука, свиревме еден концерт во Лесковац, отидовме, свиревме заедно джез. И мислам, пресреќен сум што во Македонија има такви луѓе. За да се биде музичар и за да се биде успешен музичар, секогаш мора да се има поддршката и разбирањето, колку и да сте чудни на моменти и преокупирани од семејството. Вие за среќа имате и колега и животен сопатник музичар, но имате син пак кој не се определи за музика. Како е да вака накусо, за крај, што значи семејството во една музичка приказна? Па имав среќа што мојата сопруга има толку многу разбирање, затоа што за се оноа што го работев, тоа бара многу и време, и ангажмани, и многу откажување, и многу одрекување од многу работи. И среќа што таа како музички педагог ја сватила таа работа, ја знае и знаеше секогаш да го испочитува моментот кога требаше да ми помогне, да ме остави да сработам. И зашто ми се разбира бескрајно благодарен. Тоа не би можело без нејзина поддршка да иде. А мојот син не се занимава со музика, тој слуша музика и толку добро ја знае, толку добро ги детектира работите и знае да ми каже кај има модулација, иако не е писмен музички, и знае да ми каже толку многу работи кои естетски ме изненадува како ги препознава и како ги открива работите. Така да растеше покрај мене, покрај мајка му, покрај сите оние мои пријатели со кои ние ја делевме приказната музика и се здобив со едно извонредно чувство. Има во неговата збирка се повеќе класични джез композиции отколку композиции од неговата генерација, па на неговите другари им е чудно кој ќе им спомне нешто. Меѓутоа тоа ме радува затоа што тоа прави естетиката на личноста, што е многу ретка кај многу од помладите луѓе. Знаете како ви кажат, што повеќе книги, помалку читатели, што повеќе можности да научи, сакаат да учат. Меѓутоа еве на некој начин некој наоѓа начин, најде начин да ни става музика, се профилира и да се обликува естетски во една личност која ми е посебно драга како така. Сигурно ќе имаме прилика, убедена сум дека ќе имаме прилика да разговараме уште многу пати, бидејќи тоа сакав оваа година. Се радувам што ете на репертоарот на една од најголемите институции кај нас, на репертоарот на Македонската филхармонија, има порачка на дело ваше што ќе се изведе симфониско, да ви се множат делата, да ви се множат успесите, а вие кога ќе имате можност, иако е пандемија, можете безбедно да појдете во книжарницата на литература МК, односно во книжарниците, да си одберете по собствен избор нешто од продукцијата на Арс Ламина. Јас тука пред мене имам многу книги, но верувам дека вие ќе најдете нешто што ќе ги задоволи тие ваши читачки апетити. Уште еднаш многу ви благодарам за гостувањето и секое добро. И ја ви благодарам на поканата и на разговорот што го направивме. Се надевам дека и слушателите ќе откријат дел од оноа не колку за мене, колку за музиката, што ми беше можеби и поважно. Благодарам.